Го гледате најновото издание на регионалните вести. Во Тетово се создаде нова дива депонија. Купишта смет веќе неколку дена се таложат на земја во дворот на претоварната станица, лоцирана во близина кај Тетовски Требош. Голем дел од комуналниот смет собран од тетовските домаќинства наместо во скопската депонија Дрисла завршува на земја во дворот на претоварната станица кај Тетовски Требош. Тетовските комуналци очигледно не се во можност сиот смет да го транспортираат во скопската депонија. Локацијата каде се претовара отпадот на само неколку километри од градот е претворена во дива депонија. Граѓаните реагираат дека од правецот на претоварната станица во вечерните часови се шири неподнослива миризба. Синоќа велат дека градот бил прекриен со облаци од чад и голема смрдеа. Неколку часа не можеле од дома да излезат, ниту прозорец да отворат. Предпоставуваат дека се запалил сметот кај претоварната. Ваквата еколошка катастрофа истакнаа дека се случува во изминатите 10 дена. Некој смрдлив мирис, неподнослив буквално. Али поново ја активира депонијата. Сигурно и од таму доаѓа тој мирис. До кога вака? Бог знае. Ова е рак рана за градот. Не само вчера и ноќеска цел ноќ мирисеше и мора и пенџери врата се затвора и све. Не знам што е работава. Лоша миризба имаше, не се поднесуваше тоа. Од јавното комунално предпријатие Тетово велат дека се појавил дефект на претоварната станица. Очекуваат за неколку дена да им пристигне нов дел од Хрватска, кој ќе биде монтиран на станицата која пак ќе биде ставена во функција. Изјавија дека засега во рамки на можностите, со големи камиони го носат сметот во Дрисла. Негираат дека ѓубрето кај претоварната деновиве горело. Од Екогерила велат дека според состојбата на терен, општината не е способна да менаџира со сметот. Бараат централните власти да ги преземат ингеренциите за претовар и транспорт на тетовскиот отпад. Пак изгледа дека не сме изнашле трајно решение, нешто одржливо решение за сметот, за отпадот, и затоа мислам дека треба уште еднаш да повикаме кон владата, особено кон владата, а не кон општината, пошто општината не е во состојба да ги решава овие проблеми, да владата ги преземе овие одговорности, овие надлежности од страна на општината. Тетово околу една деценија се сочува со проблеми околу менаџирање на комуналниот отпад. Летос кадивата депонија на влезот од градот целосно се запали. Тетово беше прекриено со густ црнчат. Со помош на централната власт целата депонија беше исчистена. Но деновиве тетовци пак се соочија со дива депонија, но само на различна локација. Покрај проблемот со сметот, воздухот во Полошката котлина и понатаму затруен со недозволиви концентрации на канцерогени PM10 честички. Светската здравствена организација соопшти дека 7 милиони луѓе годишно умираат поради загадениот воздух. Канцерогените PM10 честички понатаму во недозволиви концентрации го трујат воздухот што го дишат тетовци и гостиварци. Според Светската здравствена организација, аерозагадувањето е причина за изгубени 7 милиони животи годишно на светско ниво и предупредува дека повеќе од 90% од глобалната популација дише високо ниво на загаден воздух. Иако загадувањето е глобален проблем и во светот се бараат начини за да се намали, кај нас за загадувањето се разговара само кога ќе достигне алармантни вредности, но присуството на загадувачки материи во воздухот не атакува на човековото здравје само кога ќе ја надмине граничната вредност, туку и колку денови во годината ја надминува. Веќе со години наназад, тетовци континуирано без разлика на годишното време дишат загаден воздух, а од неодамна со поставување на мерна станица во Гостивар се покажа дека и гостиварци дишат загаден воздух. Според податоците што Министерството за животна средина и просторно планирање ги објавува на интернет, бројот на денови со загаден воздух во само 4 поминати месеци го има повеќекратно надминато бројот на максимално дозволени денови во текот на една календарска година. Имено од почетокот на годинава тетовци дишеле загаден воздух во 84 дена, а максимално дозволени се 35 дена во годината. Во Гостивар пак за неколку месечно функционирање, мониторинг станицата регистрирала 31 ден со загаден воздух, што значи дека во интерес на човечкото здравје, од сега па се до крајот на годината, не смее да има повеќе од 4 дена со загаден воздух, што речиси е невозможно.
Изминатава недела часовните концентрации на PM10 честичките и во Тетово и во Гостивар имале скок до 2 пати повеќе од максимално дозволените 50 микрограми на метар кубен воздух. Според податоците на Министерството за животна средина и просторно планирање, последниот пик од 88 микрограми на метар кубен воздух мерната станица во Тетово го регистрирала вчера во 21 часот, а во Гостивар последниот пик од 80 микрограми на метар кубен воздух е регистриран на 30 април во 20 часот. Во Гостивар украдено возило паркирано во близина на семејната куќа на сопственикот од полицискиот билтен и незгода случена во Барвеница. Возило, а во него лични документи и алатки биле украдени вчера во Гостивар. Имено кражбата е пријавил 49 годишниот гостиварец ќл околу 15 часот, според кого истата се случила во периодот помеѓу 13 и 14 часот од засега непознати сторители. Возилото Форд Мондео со гостиварски регистерски таблици претходно го паркирал на улица Гаве Лазаревски во Гостивар, во близина на семејната куќа. Имотната корист со која противправно се стекнале сторителите на оваа кражба се проценува на 90.000 денари. Се превземаат мерки и активности за откривање на сторителите и за пронаоѓање на одземеното возило, информира СВР Тетово. Незгода се случила вчера во Барвеница. Околу 9 часот и 20 минути во Тетовската клиничка болница бил донесен 64 годишниот љ од истото село со фрактура на главата. По укажаната помош итно бил префрлен на скопските клиники. Повредениот претходно доживеал мозочен удар пошто паднал на бетонската подлога покрај скалите од задната страна на семејната куќа, а го пронашол неговиот сосед и веднаш го пријавил случајот во полициската станица Тетово. Се расчистуваат сите поединости поврзани со случајот. Моторциклистите под будното око на полициските службеници во продолжение епилогот од најновите локални акцијски контроли на моторциклисти. На поширокото полошко подрачје спроведена е уште една од серијата планирани локални акцијски контроли на моторциклисти. Во контролата вкупно откриени се 50 прекршоци, во Тетово 20 и во Гостивар 30, најмногу некористење заштитна кацига, во Тетово 12 и во Гостивар исто толку, управување без возачка дозвола, во Тетово 6, во Гостивар 12 и истечена регистрација во Гостивар 5 возила. Покрај ова двајца моторциклисти имале истечена осигурителна полиса, во Тетово 1 и во Гостивар исто толку. Констатираните прекршоци заокружени се со 49 прекршочни платни налози, во Тетово 19 и во Гостивар 30. 6 моторциклисти се исклучени од сообраќај, на еден времено му е одземена возачката дозвола, а 18 ќе бидат повикани на сообраќајна поука. Напоредно со овие откриени се и 26 други видови прекршоци кои исто така соодветно се законски санкционирани. Лицата кои не се запишани во матичната книга на родени имаат уште 5 месеци да поднесат барање и да добијат шанса за вадење на прв извод на родени. Јавниот повик е во тек и трае до 30 септември. Министерството за труд и социјала во соработка со МВР и Управата за водење на матични книги спроведува акција за идентификација на лицата кои што не се евидентирани во матичната книга на родени, односно немаат лични документи. Јавниот повик беше објавен пред 1 месец, а службите од Центарот за социјална работа во Гостивар ги подсетуваат лицата да поднесат барање на шалтерите во Управата за матични книги, за да си го решат проблемот и конечно да дојдат до лични документи. И овој повик е во време трајање од 6 месеци. Трае, односно започнате од 1.4.2018 година и трае до 30.9.2018 година. Бројката не е многу голема, но сепак на подрачјето на град Гостивар и општините постојат лица кои не се евидентирани во матичната книга. Без документи, значи не поседуваат лични документи кои се многу потребни знаеме за нив, за лекување, за лични потреби и се друго што има потребно во животот. Да, сметаме дека ќе се надминат, сметаме дека доволен е периодот кој е даден за регистрација и кој може да се избадат сите потребни документи
Затоа ова е еден јавен повик до сите граѓани, до сите лица кои немаат да се упатат, доколку сметаат можат и кај нас да дојдат во Центар за социјална работа Гостивар, исто така и во управата за матични книги. Надлежните објаснуваат дека за потребите на повикот ќе бидат направени и законски измени, со кои ќе се овозможи и најсложените случаи да бидат решени согласно законот. На овој начин, потенцираат тие, ќе се создаде прецизна база на податоци и ќе се добие официјална бројка на лица кои не се запишани во матичната книга на родени. Учениците и вработените во музичкото училиште во Тетово покрај редовните наставни активности учествуваа во хуманитарна акција за помош на социјално ранливи семејства. Државното музичко училиште Тодор Скаловски Тетоец од Тетово покрај редовните активности во наставата, учество на надпревари, организирање концерти и манифестации, се вклучи и во хуманитарна акција заедно со Сдруженијето Градиме иднина од Скопје. Во текот на изминатиот месец, учениците и вработените собраа донации во облека и обувки за помош на социјално ранливи категории граѓани, со што ја покажаа и својата хумана страна. Акцијата Градиме иднина ја прифативме со задоволство и беше реализирана или цел месец април. Учениците и вработените носеа работи кои не им треба, главно облека, обувки, тоа собравме доста голема количина, може едно 10 вреки од тие големите 50 кила. Вчера беше денот кога ја подигната хуманитарна помош и до година да има слично или друг пат ќе прифатиме со задоволство. Сакаме да помагаме колку што можеме. Учениците од музичкото училиште зедоа учество на бројни надпревари. Викендов учествуваа на државен надпревар на млади музичари, пошто можат да се пофалат со специјални награди, први и втори места. За сега не може да ви кажем точно кои награди имаме. До сега имаме и две специјални награди, неколку први, втори. Надпреварот се одржува по теоретски предмети, солфеж, хармонија, теорија на музика и како и по различни инструменти кои се застапени. Вака сега сме баш на крај на сезона кога се овие надпревари по музика. Надпреварите ова година почна во почетокот на април. Тие ги делиме на општински, регионални и државни надпревари. Ние како школа сме задоволни од досегашните успеси на училиштето, а се надевам и ова година ќе имаме поголем број на награди. Во музичкото училиште се одржа и овогодинешното издание на регионалните смотри на хорови, оркестри и вокални интерпретатори. Учествуваа 4 хора, 7 оркестри и 8 вокални интерпретатори. Хоровите од година во година некако како да немаат интерес да настапуваат на овие смотри. Во последно време некако заживуваат оркестрите и бендовите. Од овие 7 оркестри, еден оркестар што освои максимум бодови со освоено прво место, сами фрашери пирок училиштето, тие ќе заминат на републички надпревар во Кавадарци. Тој надпревар ќе се одржи во средината некаде на месец мај. Додека вокалните солисти, интерпретатори, тие на некој начин учествуваат како ревијално, сепак си имаат критериум за освојување прво, второ, трето место или пак учество, меѓутоа не одат на републички надпревар. Најверојатно ќе се заложиме и ќе гледаме да и овие вокални солисти наредните години се вклучат на некој си
државен надпревар. Во Државното музичко училиште Тодор Скаловски Тетоец учат околу 500 ученика од 1 до 9 оделение, додека средно образование стекнуваат околу 140 ученика во Тетово и во дисперзираното училиште во Струга. Во Тетово вчера почина Бранка Ѓорческа, носител на партизанска споменица од 1941. Бранка Ѓорческа е родена во Штип во 1924 година. Била учесник во Народно-ослободителната борба од 1941 година, припадник на Кумановскиот одред во 1943 година. Како истакнат борец и храбра жена, била избрана за секретар на 3-тиот батальон на Ској во 3-та Народно-ослободителна бригада, секретар на бригадниот комитет на Ској во 4-та бригада, секретар на дивизискиот комитет на Ској во 50-та и 51-та дивизија. По ослободувањето станува член на огласниот комитет во Штип, член на окружниот комитет на Ској во Скопје, командант на младинската бригада на изградбата на пругата Брчко Бановиќ и организацијски секретар на градскиот комитет на КПЈ во Тетово. Беше храбар и истакнат борец во мајската офанзива. Ѓорчевска била ранета, иако воен инвалид учествувала во изградбата на Македонија, заземајќи разни должности. Одликувана е со орден за храброст, орден за братство и единство, орден на Република Македонија со бронзен венец, орден на трудот со црвено знаме, орден заслуги за народ со сребрена звезда. Погребот на Бранка Ѓорческа беше извршен денес на градските гробишта во Тетово. Собранието на Република Македонија на денешната 45-та седница го донесе новиот закон за високо образование. Министерката за образование и наука Рената Десковска во своето обраќање до пратениците во собранието рече дека посебен фокус е ставен на контролата на квалитетот во високото образование. Затоа досегашниот одбор за акредитација и евалуација е поделен на две тела: посебно тело за евалуација на квалитетот на високото образование и посебно тело за акредитација. Нов начин на студентско организирање, нови институции кои ќе ги мерат квалитетот и работата на високообразовните институции, повеќе надлежности се враќаат во рацете на професорите, односно наставно-научните совети, а слабе е моќта на деканите и на ректорите. Собранието ги донесе измените и дополнувањата на законите за судовите, за судскиот совет, за оружјето и за безбедност на сообраќајот на патиштата. Собранието по скратена постапка ги донесе измените и дополнувањата на законите за ревизија, за хартија од вредност, за кредитно биро и за технолошки индустријски развојни зони. Катлановска бања нема да прима пациенти поради нелегална работа на тројца странски лекари. Државниот здравствен инспекторат стави времена забрана по извршените контроли во работењето на центарот, со кои се утврдило дека анестезиолог, дефектолог и ортопед работеле нелегално во бањата. Државниот санитарен и здравствен инспекторат доби анонимна дојава дека во просториите на ДОО Друштво со ограничена одговорност Катлановски бањи, сместено во просториите на Катлановски бањи во Петровец, се вршат неовјаснени по најавата сомнителни прегледи од страна на лица кои не се вработени во институцијата. Постапивме во рамките на нашите надлежности, констатиравме на лице место дека во просториите ординираа тројца доктори кои не се државјани на Република Македонија, кои во моментот кога прегледуваа немаат дозвола од Министерство за здравство, ниту пак лиценци за работа на наша територија издадени од Лекарска комора. Надзорот, како и секој друг надзор, продолжува понатаму со барање, со евидентирање на потребна документација која ја има правниот субјект врз кој се врши инспекцијски надзор. Во тој момент субјектот кој претходно го спомнавме не ни даде на увид дозвола за вршење на здравствена дејност издадена од Министерство за здравство.
Рокот за поднесување барање за субвенции за мерките од програмата за финансиска поддршка во земјоделството наместо до 15 овој месец ќе се продолжи до 12 јуни 2018 година, соопшти Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. За таа цел, во координација со платежната агенција, Министерството ќе изврши измена на уредбата за директни плаќања 2018, што треба да се донесе на седница на влада. Според Министерството, пролонгирањето на роковите нема да влијае врз динамиката на исплатата на субвенциите. Барањата се поднесуваат по електронски пат самостојно од страна на барателите. Доколку имаат потреба за помош при пополнување на електронското барање, може да се обратат во подрачните единици на Министерството за земјоделство. На веб страницата на агенцијата www.ipart.gov.mk се објавени упатствата за корисниците, телефонските броеви и електронската адреса, каде што ќе може да се поставуваат прашања во врска со апликациите. Демонстрантите во Ерменија денеска блокираа неколку улици во главниот град Ереван, како и главниот пат што води кон аеродромот, откако водачот на демонстрациите Никол Пашинјан повика на граѓанска непослушност. Пашинјан пред десетиците илјади собрани на плоштадот во ерменската престолнина порача дека неговите приврзаници ќе почнат општ штрајк и ќе ги блокираат патиштата, железничките станици и аеродромите. Нью Йорк Таймс јавува дека специјалниот советник Роберт Мулер им дал листа со прашања на адвокатите на американскиот претседател Доналд Трамп како дел од неговата истрага за руското мешање во изборите во 2016 година. Весникот објави дека ја добил листата со прашања кои се движат од мотивите на Трамп за ангажирањето на директорот на FBI Джеймс Коми пред една година, до тоа какви контакти имале членовите на неговата кампања со русите. Адвокатите на Трамп одбија да ги коментираат наводите на весникот. Трамп на Твитер напиша дека тоа е срамно. Огромен пожар кој изби во стамбен кварт во бразилскиот град Сао Пауло уништи неколку згради, а застрашувачките снимки објавени на социјалните мрежи укажуваат на тоа дека има и жртви. Оваа населба и понатаму е во дим, а пожарникарите се на местото на настанот и се обидуваат да се изборат со огнот. Ангажирани се сите 57 пожарникарни возила, а наводно двете згради кои изгореле биле ненаселени. Сепак некои бездомници живееле на најниските катови. Во својата најнова објава и изјава за корисниците на неговата социјална платформа Facebook, извршниот директор на технолошкиот гигант Марк Зукерберг објави дека со новата опција која се воведува на мрежата, корисниците првпат ќе можат да ги исчистат податоците од нивните профили што ги следат нивните активности. Новата функција, наречена Clear History, ќе биде слична на опцијата на веб пребарувачите за корисниците да исчистат нивната историја и колачиња. Facebook е под притисок да ги подобри контролите за приватност на своите корисници по скандалот со Cambridge Analytica и неправилното собирање на податоците на 87 милиони корисници. Зукерберг во својот пост изјави дека корисниците што ќе изберат да ги исчистат податоците од нивните Facebook профили може да немаат толку добро искуство. Денес имавме сончево време наместа со мала до умерена локална облачност. Попладне со услови за локален дожд со грмежи. Утринските температури се движеа од 9 до 15, а додека максималните дневни од 17 до 25 степени Целзиусови. Слично време на денешното ќе имаме и утре, сончево со повремени облачни периоди, попладне со пороен дожд и грмежи. Утринските температури ќе се движат од 7 до 13, додека дневните максимални од 15 до 23 степени Целзиусови. Ви благодарам што гледавте најновото издание на регионалните вести. Пријатно!